Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Често се случува да не знаеме дека имаме камен во жолчката, бидејќи може да пројде навистина долго време пред да се манифестираат првите симптоми. Од година во година расте бројот на луѓе кои што страдаат од овој проблем. Се проценува дека во Америка на годишно ниво оваа дијагноза ја добиваат повеќе од 1 милион луѓе. И на овие простори трендот е истиот. Можеме исто така се почесто да слушнеме како некој хируршки отстранил жолчката поради жолчни камења. Опасно ли е во жолчото кеса, доколку имаме камења? Од што се создаваат, кои се причините што доведуваат до овој проблем? Можеме ли на природен начин да ги елиминираме? При хируршкото отстранување на камењата во жолчката, дали мора да се отстрани целото жолчно кеса? Ке создаде ли ова проблеми во иднина? За сето ова повеќе од разговорот со доктор Љубен Арсенков, суспецијалист по дигестивна хирургија, прв човек во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје. Започуваме веднаш по рекламниот блок. Опасни ли се жолчните камења, ќе ни објасни денеска во Телма амбуланта доктор Љубен Арсенков, субспецијалист по дигестивна хирургија, директор на клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски Скопје. Тоа е всушност докторе старата градска болница. Така е. Добар ден. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, најдов. Ке се обидаме во преостанатите минути од емисијата да им помогнеме на гледачите околу некои размислувања околу состојбата, што е многу честа, постоење на камења во жолчното кесе. Зошто се создаваат, докторе, камења во жолчното кесе? Што ги предизвикува? Па најпрво да разјасниме неколку терминолошки моменти. Кога се збори операција на жолчка, пред се мисли, значи всушност се мисли за отстранување на жолчното кесе. Жолчното кесе е еден шуплив орган кој што е дел од системот на изводни каналчиња кои што почнуваат во црниот дроб и ја носат жолчката, значи тоа е течност која што ја носат преку заеднички канал во 12-палачното црево, а жолчното кесе само по себе е еден изданок, еден резервоар во кој што се складира таа жолчка, таа течност. Значи операција на жолчно кесе е правилен термин, затоа што многу често после операција, па докторе, како јас сега ќе живеам без жолчка? Некој можеби мисли на жолчната течност која што е неопходна за растварање на мастите кои што се внесуваат преку храната и потоа треба да се ресорбираат. Се ствараат овие камчиња кога едноставно кажано во таа жолчна течност која што се складира во жолчното кесе вообичаено составена од холестерол, од билирубин, од органски, неоргански други материи, кои што во моментите на гладување, кога пациентот не внесува храна, еден вентилен механизам на ниво на 12-палачното црево е затворен и таа жолчка што постојано се создава во црниот дроб и тече, не може да влезе во цревото и таа се враќа едноставно назад и тука стои складирана. Во тој резервоар, поради нарушување на некој баланс на одредени состојки, доаѓа до таложење, преципитација и формирање на цврсти материи од холестерол, па се формираат холестеролски камчиња, или ако преовладува билирубинска компонента, билирубин, се формираат билирубински или па мешани камења. Споминавте состојба на гладување. Дали ова значи дека ризик фактор за појава на овие жолчни камчиња се ригорозните диети можеби, кога сакаме нагло да изгубиме голема килажа? Па во последно време овој модерен тренд на нагло слабење секако се докажа дека е еден од причините ризик фактор за некај сите, меѓутоа кај некои пациенти, дел од популацијата може да доведе до создавање на жолчни камења. Значи неправилниот начин на исхрана е ризик фактор всушност. Па да, меѓутоа што е тоа денеска правилен начин на исхрана, има одредени норми кои што може да елиминираат, меѓутоа па ако ние се придржуваме па до одреден вид исхрана да превенираме појава на камења, можеме да предизвикаме можеби други некои состојби или заболувања со таков тип на исхрана. Така да не е за секогаш виновна исхраната и не е секогаш правилна исхрана брокула, карфил и нешто друго. Повеќе моментот ќе дојдеме можеби во текот на разговорот
Така, кои се ризични фактори, Така, зашто, како, да. ќе ги разгледаме најглавните ризик фактори. Така. Вела дека жените 2 пати почесто го развиваат овој проблем од мажите. Што ова значи? Да, кога повторно се враќаме кај ризик факторите, жените сами по себе не се ризик фактор, меѓутоа естрогените, хормоните, кои што нормално ги има во поголема количина кај жените, се смета дека се на некој начин виновни за по-големата зачестеност на појава на жолчни камења во женската популација, поради намалено движење на жолчката низ жолчните канали, намалена подвижност, особено кај жени во фертилното доба, кај бремени. Често пати прв пат пациентките се соочуваат со тој проблем за време на бременост. Се појавуваат болки, кога ќе се направи еден рутински преглед да видиме плодот до каде, се воочува дека всушност и во жолчното кесе се појавиле камчиња кои што се причина за некои симптоми што им се јавуваат во текот на бременост. Други ризик фактори над 40 години возраста е таа една сама по себе и одредени други состојби како обезни, значи многу дебелината, ајде пушењето не е овој пат главен ризик фактор, намалената физичка активност, одредени други состојби во организмот, воспаление на тенкото од срево, таа кронова болест, хематолошки заболувања, се дел од ризичните фактори. Значи има фактори кои можеме да делуваме и фактори на кои не можеме. Дури има и некои генетски предиспозиции, фамилиарно, во една фамилија, кај повеќе членови од фамилија може да се појават. Меѓутоа, тука би сакал да расчистиме самото појавување, евидентирање на камчиња во жолчното кесе при некој рутински преглед не е знак на аларм. Значи, тие во најголем дел камчињата во жолчното кесе се асимптоматски. И да се додека случајно не се направи преглед, ехо, тие не да знаат пациенти дека не се пациенти, тие луѓе не знаат дека имаат всушност камчиња. А дали на ризик за појава на жолчни камчиња се поизразени лицата кои што имаат камчиња во бубрегот? Поврзани ли се овие работи? Па искрено не знам дали се поврзани, дури ако се подсетам, мислам дека истите оние фактори што допринесуваат за појава на ренална калкулоза или камчиња во бубрегот се можеби дел од причината за појава и на камчиња во жолчното кесе. Меѓутоа, непосредна поврзаност дека оно што кај кого ќе се достануваат камчиња во жолчното кесе, дека треба да очекуваме дека ќе се појават и бубрежни, всушност тие се по различни хемиски состави, различен механизамот на настанување, така да мислам дека некоја голема поврзаност, барем јас не знам. А доколку има пациенти што се на некоја терапија хронична, примаат лекови, например лекови за намалување на холестеролот во крвта или пак некакви женски хормони, споминавте дека женските хормони се ризик фактори. Треба ли да прават почесто прегледи, ехопрегледи на жолчото кесе за да можеби исклучат? Знаете како, јас би спомнал сега да не го прескокнеме тој момент, често пати во амбуланта доаѓаат пациенти кои што кога ќе го прашаме од кога имате тегоби, вика, јас со години имам желудечни тегоби, тука ме боли подлажичката, ама пред некој ден направивме ехо, ме заболи од десната страна, тогаш видовме дека има камчи. Сакам ова да го потенцирам, дека тоа важи и за популацијата, па и за матичните лекари кои што ги упатуваат пациентите. Обично прв симптом на камчиња во жолчното кесе е болка под лажичката во проекција на желудникот. Значи тоа е тука не десно под ребрениот лак е сместено жолчното кесе. Меѓутоа болката е во средината. А тука на средината? Имитира болка од некој гастрит, гастродуоденит и без да се подложат на испитување тоа не се не знам какви инвазивни, едно обично ехо, кога ќе се види дека има камчиња. Најголем дел од тегобите се всушност должи, иако е жолчното кесе сместено десно, има некоја, сега да не навлегуваме во, не знам, патофизиолошки механизми, има некоја двојна инервација и првите манифестации на болката и тегобите се рефлектираат во средина. И тие пациенти со години се подложени на примање на некои лекови за намалување на киселоста на желудникот, ланзул, омезол, се додека не дојде до една посериозна манифестација на состојбата, еден акутен холецистит, воспаление. И тогаш болката се лоцира десно, па болно осетливост и така. Значи, совет е на сите тегоби кои што не знаеме дали се диспептични, не знам, од храна, јадев ова, јадев ова,
во еден догледен временски период се направи едно рутинско ехо. И со тоа да се исклучи или пак да се потврди, да се исклучи или да се дури сега може би пресмело од моја страна, може една стратегија да се направи како што имаме не знам стратегии за рано откривање на канцер на дебело црево, на рак на дој, дека при систематски прегледи веќе имаме доволно обезбедени јавни здравствени установи кај што имаат ехо апарат, да се направи ехо, да се види дали кај тој пациент и таа популација има камења или нема, со тоа што ќе превенираме развој на компликации од присуството на камчињата натака, доколку не се преземат одредени диететски режим и едноставно не се острани жолчната кеса. Најдов некои податоци дека 80% од пациентите, од лицата што имаат жолчни камења, немаат никакви симптоми, доколку немаат никакви симптоми, опасно ли е да ги имаат камчињата? Па ако немаат никакви симптоми, не ни знаат дека имаат, меѓутоа тие што знаат, а немаат симптоми, не е опасно, у смисол затоа што не треба да ги броиме нападите, меѓутоа асимптоматската калкулоза, значи камчињата без симптоми, не бараат веднаш да се предложи операција, па да се оперира, може да се следи состојбата, да се на некој начин да се следи состојбата и во случај на појава на тегоби кои што матичниот лекар треба да ги објасни кои се тие тегоби што треба да ги почувствува, тогаш да се пристапи кон. А зошто се јавуваат компликации? Што всушност прават жолчите камчиња во Па еве овие камчиња што во моментов ги гледаме на вашиот екран, жолчното кесе си седи мирно, полно со жолчна течност или кај некои пациенти камчиња. Кога ќе јаде пациентот, кога ќе земе храна, внес се по дејство на еден хормон, тоа се стиснува и ја истиснува жолчката во жолчните канали. При тоа стегање, контракција на жолчното кесе, камчето, камен еден или повеќе може да се заглават во изводниот канал. И она после работи под притисок, се напнува, се јавува болка затоа што се тегне зидот на жолчното кесе и во таков случај се јавува болката. Таа болка, ви реков, во почетокот и првичната може да биде под лажичката, за потоа да се префрли подесене или према грбот и да трае од половина час до не повеќе, да речеме, од неколку часа. Што создава поголем проблем? Поголемите камења или пак оние ситни мали камчиња? Па парадоксално, поситните камчиња може да создадат поголем проблем и посериозни компликации. Например, панкреатит. Да пројде по каналот, да се заглави или да пројде низ еден тој вентилен механизам во 12 палачно црево, да дозволи еден рефлукс, враќање на цревната содржина кон панкреатичниот канал, тоа е една од најсериозните компликации кај пациенти што имаат камчиња. Меѓутоа, од една страна треба да ги алармираме гледачите, од друга страна да не ги плашиме, дека сега после емисијата сите што имаат камчиња ќе ода да се оперираат. Значи, рекове, 80% се асимптоматски, може со години да си стојат така, може едно мало ситно камче, не едно на број и често пати бе доктор имав 5 камчиња, сега имам 3, на ехо, зависи во која позиција е снимање. И исто така морам да потенцирам дека оние народни чаеви, лекови, не сум ја априори против тоа примена на, не знам, некои природни лекови и чаеви, меѓутоа, она, знаете, има некоја жена што е во прилеп лево по таа пругата, оди тој чај ќе ги елиминира. Опасни се тие моменти, тоа се всушност некои субстанции кои предизвикуваат контракција на жолчното кесе посилна и сега теоретски може тоа да го истисне каменот и да пројде. А може да го заглави? Ако се заглави. Тогаш има проблем. Затоа апсолутно. Второ, доколку имало такви чаеви, такви лекови кои што ги топат овие сите камења, тогаш не би оперирале, па ние не сме, да не знам, на некој начин ставени позиција сите да ги оперираме. Советот на хирургот секогаш зависи од состојба на пациентот, дали искрено, реално треба да се оперира или не. А дали суставот на камчињата може да се процени на ехо и да речеме доколку се холестеролски камчињата, дали прогнозата за нехируршко лекување е подобра во споредба со ние другите камчиња што ги споменавте? Драго ми е што се спремиле за денешната емисија тие холестеролски камчиња, да. Има одредени сигнали на ехо кога се гледа пациент, има одредени
ехотомографски знаци по кои што се заклучува дали е со калциум тој камен измешан, дали е пигментен, дали е холестеролски и теоретски да постои урсодеоксихолна киселина, урсофал, каде лек кој што всушност е воведен во медицината како лек за одредени состојби на црниот дроб, да се така функцијата на црниот дроб во функција на елиминирање на жолчката да се подобри. Можно е да се холестеролски камчиња стопат. Меѓутоа, тоа треба тој лек да се пие постојано. Сите лекови имаат и нус ефекти. Так. Со прекинувањето после известно време, Пак се враќа затоа ризикот, што, так. значи не е тука да го стопиме каменот и више никош да не се создаде. Жолчното кесе и механизамот на складирање и движење на жолчката е пореметен кај тие пациенти. Тоа не го елиминираме, сега сме го елиминирале каменот и после известно време повторно. Така да лекови за топење, од моја гледна точка, искуство, мислам дека имаат место кај пациенти кои што од некоја друга причина не можат да се подложат на операција, срцеви болни, го напредната возраст, некои контраиндикации за операција, е кај нив може и тука не смета да се прима тој лек, да се намалат. Меѓутоа тие не се намалуваат преку ноќ. Ке земе лек, па тој ќе го стопи. Постепеното намалување може да доведе па да помине и таму кај што до тогаш не И да може да се се заглави. И тогаш веќе имаме сериозни компликации. Докторе, доколку некој имал колика, напад поради камен во жолчото кесе, значи ли дека во иднина ќе се влошуваат симптомите? Па добро, тоа можеме да го земеме како еден прв аларм, знак дека треба да знае дека има камчиња кои што од една страна ќе го натера да размислува да го промени начинот на исхрана и живење, значи да не се зема конзумира масна храна во големи количини, да нема обилни оброци, почесто јадење по помала количина, затоа што ако се вратиме на почетокот, основна функција на жолчното кесе при внесна храна, особено масна храна, да се истисне течноста, тогаш почестото јадење ќе го почесто празни жолчното кесе и нема да дозволува да се таложи. Тука доаѓаме до оној момент зашто при тоа брзо слабење и диети, значи повеќе сати пациентот останува, не внесува храна и тоа се таложи таму и доколку механизамот на таа сатурација, хиперсатурација и растварање на холестеролот е пореметен, кај тие пациенти се создаваат камењата. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 0230766677. Почитувани, од овој момент емисијата ќе биде контакт на сите ваши дилеми поврзани со темата на која што денеска говориме, ќе бидат разјаснети од гостинот кој што е со мене во студиото на Телма, тој е доктор Љубен Арсенков, субспецијалист по дигестивна хирургија, прв човек во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје. Доктор Арсенков, кога веќе зборуваме за овој проблем, што е со пациентите кои што имаат хронично воспаление на жолчото кеса поради камчиња во бубрезите? Што се презема во жолчката, се извинувам, што се презема во тој момент? Така, значи сега првиот симптом, првата манифестација е обично таа билиарна колика, една болка која што се јавува ненадејно, прв пат во животот, и веднаш се размислува дали внел некоја храна која што е причина за тоа. Болката се манифестира во средината, по десен ребрелак, према грбот, па некој мисли дека е кичмаво прашање, па тие што малку прочитале или отприлика ги фаќа паника дека може да е веднаш тоа најлошото панкреатит да се развива. Тоа е веќе еден сигнал кој што, значи рековме да не се повторуваме, треба да се јави на лекар. Се направи ехо и гледа дека има камчиња, си го на некој начин регулира начинот на исхрана. Втората манифестација може да биде еден акутен холецистит, значи акутно воспаление. Во овој случај немаме само болка, него веќе имаме затоа што тој камен го затворил каналот, се јавува, се развива една инфекција во зидот на самото жолчно кесе и тоа се манифестира и со температура, со гадење, повраќање, со сите слични симптоми како при, да речеме, други заболувања во стомачната празнина. Тоа е акутниот холецистит
А кога вакви билиарни колики се повторуваат почесто, жолчното кесе се мачи да ја истисне содржината, зидот хипертрофира, задебелува и обично кај тие пациенти на ехо гледаме дека да, зидот е задебелен, значи тоа веќе е знак дека трпело тоа жолчно кесе, трпел и пациентот со него и дека тоа веќе треба да се стави на една листа за операција. Акутниот холецистит, пак од друга страна, може веднаш да се оперира или да се смири со одредени антибиотска терапија и да се во закажен термин оперира. Што е потребно за да поставите дијагноза? Дали со еден ехо преглед со сигурност можете да кажете да, ова се жолчни камчиња, вие имате воспаление на жолчото кесе или пак некоја инфекција настанала и слично, заглавено е камчето, видливо е сето тоа на ехо? Апсолутно е видливо и доминантен, мислам, ехо прегледот за оваа состојба, камење во жолчното кесе, апсолутно е, можеби, и единствено потребен. Има ситуации кога се потребни дополнителни испитувања, компјутерска томографија, магнетна резонанца, МРЦП. Меѓутоа, тоа е во случај кога ние правиме ехо и кога дел од тегобите што ги опишува пациентот, сепак не можеме да ги припишеме сите тегоби на со камчињата. Значи, они кажува и некои други моменти кои што не може да ги оправдаме. Кај некои пациенти кои што доаѓаат често во амбуланта, докторе, мора да се оперирам, ја чувствувам тоа, ама болката ми е лево. Значи, веројатно се работи за еден микс на симптоми кои што не се само од жолчното кесе. Им објаснуваме дека веројатно голем дел од тегобите ќе исчезнат по отстранување на жол, меѓутоа ќе треба да следат дополнителни испитувања. Се прават и лабораториски анализи на крвта? Така, да, при секој преглед, да, се прават. Изместено е нешто што е поврзано со работата на црниот дроб? До која фаза е состојбата. Обично ако е само билиарна колика, али тој познат напад на жолчка, таа болка, во таа ситуација може дури да немаме никакви отстапувања во крвната слика и доаѓаат да бе докторе, добра ми е крвната слика, мене ми вика треба да се оперирам, па да, зато али ново случај кога имаме па и хронична, особено акутно воспаление, ќе бидат некои параметри видливи. Особено во таков случај кога имаме болка, ете, појасна болка, после земање масен оброк, па дури и прв пат да се манифестира, обично лекарите гледаат висината на амилазите панкреасни, на билирубин и на тие хепатални ензими, АСТ, АЛТ, доколку имаме едно покачување, треба, тоа е веќе ситуација во која што треба дополнително да испитуваме, да направиме и да видиме што понатаму. Имаме гледач, ќе му дадеме предност да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден, Марија. Красна водителка, еден голем поздрав до докторот, значи толку ни убаво објасни, секоја му чест, значи толку сам задоволна од неговиот разговор. Само сакам да го прашам, ја како преживеа короната и мислим имаше нешто операција таму женски работи или сега добро, еве помина година и нешто, дали е штетна на алпазата, пошто го спомна докторот, еве ја примам на алпаза за киселина и немам киселина, можам да јадам свашта, али некој пат знаеш пробам, викам ај нема да се напием на алпаза, нели на сабајле го пием на гладно и онма осетим како киселина некоја како ми е тешко и сакам да го прашам докторот, мислим ја разговарав со мојот матичен, ама и овај доктор ми е многу симпатичен, дали треба на алпазата нон-стоп да го пием или да прекинува. Голем поздрав, Марија. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, доктор. Ке се обидам. Да не бидам погрешно сватен. Значи, не значи дека нолпазата, ланзулот, омезолот се лекои кои што не треба да се земаат. Препишани од доктор кој што имал апсолутно право да ги препиши. Јас само спомнав дека оние пациенти кои што не е направено ехо, а на основа на тегобите што ги има, вие имате гастродуоденит, земете си нолпаза или ете било кој друг лек од тие блокатори на протонска пумпа, дека кај некои пациенти си има, а што се однесува до начинот на земање на нолпаза, се препорачува барем да се зема 2-3 недели нолпаза, па да се прави пауза 2 недели. Има објаснување зашто се препорачува, она континуирано земање сепак како што спомна, секој лек лечи и нешто додава нус ефекти. Ајде да проговориме за начинот на елиминирање на жолчните камчиња, но пред тоа ќе го вклучиме гледачот, ќе му дадеме предност да не чека. Добар ден. Добар ден.
Еве уште една можност за гледачот да се вклучи во денешната телма амбуланта со прашање. Добар ден! Не се слушаме, ќе продолжиме ние со нашиот концепт, нека се јави подоцна уште еднаш на 023076677. Да проговориме за хируршкото елиминирање на жолчните камчиња. Во кој случај се препорачува лапароскопски тоа да се направи? Кога е потребна операција? Што е најдобро? Така, лапароскопската холецистектомија. Тоа е израз што значи лапароскопско отстранување на жолчното кесе. Тоа е со тие дупки што се прават на предниот стомачен зид со помош на одредени шупливи трокари со инструменти специјални за таа намена и на монитор се следи состојбата на внатрешноста на абдоменот и така се изведува операција. Тука би сакал да спомнам дека и при таков тип на операција која што во светот е прифатена како златен стандард, значи најдобри резултати кога се изведува на адекватен, безбеден начин, апсолутно си има недвосмислено подобри резултати од до пред неколку години или децени класичниот начин на оперирање. Ја мешаат пациентите, не е тоа за замерка, ласерска, лапароскопска, значи се работи за лапароскопска. Треба да им објасниме во вакви емисии, значи дека не е тоа ласерска. И нема ласерска или лапароскопска и отворена. Има само лапароскопска и отворена, друго нема. И при двата начина на операција се вади, се отстранува целото жолчно кесе. Значи целото жолчно кесе, не само камчињата, туку целото. Нема операција, има одредени. Меѓутоа, тоа не е сепак за широк аудиториум, дека има ситуации каде што може да се извадат само камчињата кај пациенти кои што не може да издржат целата операција. Значи тоа е друго, тоа е неприфатливо. Тоа е исклучок. Исклучок. И при лапароскопија, и при отворена се отстранува целото жолчно кесе до вливот на жолчното кесе со неговиот канал во главниот жолчен канал. Опасноста при тие интервенции, односно вниманието на хирургот е насочено да не го повреди главниот жолчен канал и затоа се бара, како впрочем при секоја интервенција хируршка, внимание и безбедно работење. Имаме двајца гледачи, потоа ќе продолжиме. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Се јавувам да поздрав до докторот и водителката и едно прашање. Дали во колку се работи за песок? Ситен песок во жолчно кесе, че има потреба од интервенција хируршка? Така. И дали исти проблеми ствара песокот? Тоа ми е прашањето. Добро. Ви благодарам за вклучувањето, докторе, да го слушам и следното прашање, па ќе ги одговорите двете редоследно. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе да му поздрав до докторот. Благодарам. Кирка ми пред 4 години се оперираше. Со тројка близначиња беше. Одма после порање, лапароскопски. Сега и се случува почесто. После јадење да повраќа. Така, па ви интересира како може тој проблем да се реши? Дали има некаков проблем, докторот ќе објасни. Така, ви благодарам за вклучувањето, две интересни прашања. Значи, прво песокот во жолчката, се гледа и такво нешто на ехо може да се забележи? Може да се забележи. И сигурно пациент гледачот имал тегоби, па се јавил на лекар, па направено ехо и да, вика, имате погуст талок, погуста содржина. Само по себе таа може и тоа да направи проблем. Патувањето на густата содржина низ каналот и неговото задржување може да доведе до привремена обструкција на каналите и да не повторно да не доведуваме сега да ги плашиме пациенти, може да предизвика и посериозни компликации. Не значи дека песокот во дадениот момент констатиран на ехо преглед дека ќе биде причина за не знам каква ситуација состојба на жолчното кесе, меѓутоа тој пациент треба на почести контроли да оди, иако после месец дена повторно се евидентира дека навистина таа содржина е густа, тешко се елиминира, треба да се седне да се разговара за евентуално оперативно отстранување. Ова што пациентката оперирана, па после 3-4 години има тегоби, повраќање, има еден друг момент што пациентите го поврзуваат, доктор, ја повраќав жолтило и веројатно жолчката е упрашање. Тоа нема апсолутно никаква врска. Не е поврзано. Жолчката што се враќа од 12-палачно срево во желудникот и
со повраќање се istvала надвор, и всушност знак дека жолчката нормално си тече во 12-павачното црево. Друго е оние пациенти кои што се пожолтени, особено во склерите, уште на прв поглед, влегувањето во амбуланта, ние гледаме дека пациентот има проблем со течењето на жолчката, дека има обструкција, дека таа жолчка едноставно жолчните бои се враќаат во крвта и човекот пожолтува. Тоа е тој така наречен иктерус. Тоа е пожолтување. Тој пациент нема хепатит, воспаление на црниот дроб, него има пореметување во истекувањето на жолчката. Тука веќе следат други испитувања, РЦП се вика тоа, гастроентеролозите. Ова бара значи еден така мултидисциплинарен пристап, матичен лекар, гастроентеролог, нутрициониста и хирург, кој што треба на крај дефинитивно да донесе одлука дали да се отстрани или не. Но по отстранувањето на жолчото кесе потребен ли е поинаков режим на исхрана, промена на животните навики или нема никаков проблем? Па видите, ја на пациентите што доаѓаат кај мене и ги третирам на тој оперативен начин, искрено цело време викам дека може да се јадат тоа што сакаат и се, меѓутоа постои една опасност дека храната што до тогаш им сметала, им предизвикувала тегоби, сега нема да ви смета и постои опасност да се здебелат, да зголемат килажа, така да е една нормална физичка рекреативна активност. Почесто внесување се препорачува затоа што претходно спомнав, почестото празнење на жолчното кесе по внесување на храна е добро за да нема стаза, затоа што кај тие пациенти што се оперирани се јавуваат одредени нови моменти во варењето на храната. Чувствуваат надуеност, кај некој има диареја, појава на диареја. Не можеме да кажеме дека остануването на жолчното кесе ништо нема да влие. Тогаш зашто и постоело, зашто се мислам функционирал. Жолчните канали ја преземаат во 99% функцијата. Меѓутоа, за да не збориме дека има значи еден вентил таму кој што треба да биде отворен постојано за да тече тоа. Во случај кога нема жолчното кесе, тој вентил почесто стои затворен, жолчката стои и не може храната што се внесува да се ствари едноставно и чувствува такви тегоби дури слични као пред операција. Доаѓаат вика доктор, јас се оперирав исти тегоби, имам као ние сме отстраниле дел од причините за таа ситуација. Можеби има некоја заболување на желудникот, нешто на цревото. А самиот зафат дали е комплициран? Еве лапароскопското отстранување на жолчото кесе. Како хирург не може да ви одговорам дали е комплициран. Зафатот треба да се изведува на некој начин од хирурзи кои што го поминале тој потребен период на учење, на изведување и да се сепак иако е навидум абе се оперираше од жолчка, мете го заглави у болница или има тегоби, не е банален зафат. Ниеден зафат во хирургијата не е абе лесно беше слепо црево и слепо црево може да биде со такви комплицирани манифестации да биде тешко за интервенција. Така да сериозен пристап од страна целиот хируршки тим треба да има за да се безбедно заврши операција. Што ако има руптура, ако пукне жолчното кесе? Тоа е толку често, што она што у народот прифатен ми прсна жолчката, тоа не сум сретнал до сега на некој да иде по улици да му прсне жолчката. Мислам, тоа се или некој друг од нервоза му е прснал жолчката. Знае едно акутно воспаление најчесто кај одредени пациенти, кај диабетичари не ги спомнавме, од аспект дека васкуларизацијата во целиот организам кај тие пациенти со диабет е пореметена и поради слаба исхрана на називот на жолчното кесе, едно воспаление да доведе до такво истенчување на зидот, да дојде до прскање на жолчо и излевање на жолчката. Многу ретко тоа сум го сретнал, али го има, секако дека го има. Колку време трае операвувањето по зафатот? Па доаѓа пациент, на пример, во понеделник, се прават анализи, се прима во болница, се оперира во вторник, во среда, ако е се во ред, се пушта дома, ако не се задржува уште еден ден, после 5 дена доаѓа за конци вадење, и после 2-3 дена се враќа на работа, која што не е некоја тешка физичка работа. Така за недела до 10 дена он се враќа на една административна работа, а лапароскопскиот начин на изведување дозволува и една потешка физичка работа да си работи после 2 недели. Така да и од таа страна порано априори се даваше после операција на жолчно кесе месец дена боледување.
И сега доаѓаме ситуација на лапароскопски се оперира повторно барат месец дена боледување, а може Добро, може се навлегуваме на други нивоа. Значи многу е побрзо поравувањето во споредба со класичната операција. Зголемен ли е бројот на пациенти кои што доаѓаат за ваков запад? Па веројатно инциденцата не е зголемена, ама диагностиката е веројатно подобрена и пациентите се на време на лекар. Не зборам периодов кога беше ковидов. Веднаш по подобиената диагноза, камчења во жолчка, велат да не ризикувам да ја отстранам. Точно така, доаѓаат, се јавуваат и ние објаснуваме дека кај некој може да трпи одлагање во недоглед, меѓутоа дека да треба да се кодирате дека треба да се оперирате и така. Така некои брзат, некои одложуваат, сега зависи од... Сите си имаат различни мотиви за брзо. Некои се плашат од анестезија и од целиот зафат. Па сите се плашат, ретко има пациент кој што... Па и треба да... Не треба да се плашам, меѓутоа треба сериозен пристап, не. И моето последно прашање, дали оние кои што имаат полипи во жолчката исто така се кандидати за хируршко отстранување на жолчното кесе? Така, тука ќе спомнам две работи. Полипи на жолчното кесе. На ехо легнува пациент, ехотомографистот, тоа радиолог значи, го гледа жолчното кесе и над зидот гледа дека има некои структури кои што се како залепени. На зидот кои што во различна положба на телото остануваат залепени. Често пати може да бидат холестеролски камчиња кои знаат да се залепат, да имитираат полип. Полипот сам по себе, прво, полипот не дава никакви тегоби. Случајно се открива. Не може да даде тегоба болка или не знам друг момент за да те натера да одиш на лекар. Меѓутоа, за било која друга причина диагностициран полип се препорачува да се оперира за да не преди нешто друго и не сакам понатака веќе во што друго, како друго, така да тоа. Да не навлегуваме, но ваша препорака е да се оперира. И сега да не се види. Некој вела да се следи 4 мм, 5 мм, што да го следиме, да чекаме да порасне сантим и после више да тука нешто треба да се брзо реагира. Не значи 2-3 мм полип операција. Да, треба да се следи, ако се појават повеќе на број. Ако сме дефинитивно сигурни дека се работи за една полипи, треба да се препорача 5-6 мм која више ќе надмине да се оперира. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта. Се надевам дека од денешната емисија понатаму ќе имаме редовна соработка. Ви благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Тука ја заокружуваме оваа Телма Амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.